Коронавирусот и пандемијата на економијата ќе и донесат несогледиви последици, тврди за ТВ Стар новинарот и историчар Дејан Азески, анализирајќи ја состојбата во светот и кај нас. Современата економија го мери животниот стандард по паритет на куповна моќ и БДП пер капита или бруто домашен производ по лице. Јас очекувам драстично намалување на куповната моќ и на бруто домашниот производ по жител, не само кај нас, туку насекаде во светот, а кај нас е проблемот што и онака ние голем дел од населението живееше на ратна екзистенција, а сега тој дел од населението е целосно отиден под тој рат на екзистенција. Ова тврдење на Азески коинцидира со предвидувањата на светските финансиски институции кои за Македонија предвидуваат пад на економијата од 0,4 до 4%. Според професорот Борче Треновски, падот би бил некаде на средината од овие предвидувања, односно помеѓу 2,5 и 3,5%. Ова ќе значи губење на работни места, помалку пари и намалена потрошувачка, која пак ќе предизвика помали приходи кај фирмите производители, кои ќе мораат да ги намалат платите, што ќе значи уште помала потрошувачка. Како ова црно сценарио може да се избегне или барем малку да се избегне? Меѓутоа тоа е да во овој проблем активно се вклучат и банките. Ние, за жал, банките секогаш ги оставаме на страна кога имаме потешкоти во државата. Според мене треба да се направи мораториум, а тоа е замрзнување на обврските на сите корисници на кредити од банките со, да речеме, 31 март и таа состојба да се пренесе на 1 октомври. Тоа е решението. Што точно значи економската криза која се најавува за многумина е непознато, но неа едноставно ја објаснува Азески. Зошто јас ја изнесов таа теза да ќе се вратиме на 70-тите или 80-тите години од минатиот век по ниво на бруто домашен производ и на стандард. Бидејќи капитализмот е систем, економскиот аспект на капитализмот е таков што захтева или бара, постојано да има движење на капитал, постојано да има инвестирање, постојано да има трошење, патување, шопинг и такви работи. Сегашнава ситуација, а и најавите за наредните месеци, јасно кажуваат дека од тоа нема ништо.